Добар ден, почитувани. Ова е стартот на уште една нова телма амбуланта. Секој од нас од време на време вади крв поради болест или за да провери дали е се во ред со здравието. Како се толкуваат резултатите од крвната слика? Кој параметар што значи? На извештајот што го добиваме има наведено референтни вредности. Дали се тие вредности исти за сите лаборатории? Како да ја разбереме крвната слика? Ќе запрашаме професор доктор Катерина Тошевска-Трајковска, специјалист по медицинска биохемија од Институтот за медицинска и експериментална биохемија при Медицинскиот факултет во Скопје. Разговорот ќе го проследите по рекламите, затоа останете на телма. Во денешната телма амбуланта ќе појасниме како се толкуваат лабораториските анализи, односно како се толкува крвната слика. Значењето на лабораториските анализи е многу големо, но за повеќето луѓе оние скратеници што се наоѓаат на извештајот се комплетно непознати. По кое е нивното значење? Ќе запрашаме денешната гостинка, почитуваната професор доктор Катерина Тошевска-Трајковска, специјалист по медицинска биохемија од Институтот за медицинска и експериментална биохемија при Медицинскиот факултет во Скопје. Професорке, добре ни дојдовте во студиото на Добар ден и добре ве најдов, благодарам на поканата. Професорке, кога се зема крв, дали е важно тоа да се направи наутро и на гладно? Да, за најголем дел од анализите ние ги советуваме пациентите, не само ние, туку и матичните доктори, да дојдат да направат лабораториско испитување по полноќно гладување, односно 10 до 12 часа по последниот оброк. Бидејќи голем дел од пациентите глад чувствуваат и кога се сити некој од нив, затоа велиме да има пауза од последниот оброк. Ова посебно се однесува кога работиме параметри од липидниот статус, меѓутоа најголем дел од анализите бараат пациентите да дојдат во лабораторија на гладно. Има исклучок за некои анализи, тумор маркерите, за некои хормони исклучиво наутро треба да дојдат да се испитаат. И затоа е таа препорака, сепак да не ризикуваме да не добиеме лажно позитивни или лажно негативни резултати. Оваа препорака стои. А дали може врз резултатите да влијаат некои постапки што ги правиме непосредно пред да ни се земе крв? Например, ако запалиме цигара. За цигарите и не толку, меѓутоа физичката активност може да влијае, или пациентите ќе дојдат и ќе кажат гладен сум, па во последен момент ќе се сета дека испиле кафе со шеќер или со млеко. Физичката активност влијае на голем дел од параметрите. Ние одредуваме некои ензими како што е лактат дехидрогеназа или креатинкиназа. И пациентите нема да дадат податок дека пешачале претходно или дека имале некоја друга физичка активност и може да добиеме зголемени вредности, зголемена активност на ензимите. Значи, некогаш се брза да се стигне до лабораторија. Да, трчајќи ќе дојдеме и тоа или претходно, говорам предходните неколку денови ако имале поинтензивна физичка активност, или пациентите ако биле посебно за простата специфичниот антиген или ПСА кој што се проверува кај мажите да видиме дали има промена на простатата. Ни треба да се направи ова испитување лабораториско по дигиторекталниот преглед или доколку има возење со точак претходно или некоја друга активност. Така што влијаат и треба да бидат информирани. Пациентите не може да знаат, но докторите се тука кои што треба да им укажат во која состојба и кога да дојдат да направат лабораториско испитување. А како влијае стресот? Некои се нервозни пред им земат крв. Стрес им представува иглата кога ќе ја видат. Со која што треба да бидат боцнати. Да, тоа е краткотраен стрес и сега ќе се нашалам да не ме сватат погрешно. Мажите се тие кои што повеќе се плашат и знаат да колабираат, меѓутоа стрес, долготрајниот стрес кога говориме излачување на стрес хормоните, тие знаат да влијаат на многу параметри и да имаме пореметување, односно отстапување од референтните вредности. Еве пролактин, например, кога се одредува, ние им велиме на пациентите да бидат смирени, да немаат напор, да бидат одморени вечерта пред да се прави ова испитување, или хормоните од кората на надбобрежната жлезда. Тие се тие кои што споменав дека наутро треба да се одредат, бидејќи има циркадијален ритам.
физиолошки има разлика во дневните и во ноќните, попладневните и ноќните часови и треба да внимаваат, бидејќи тоа ќе ни даде погрешен резултат, врз основа на тој погрешен резултат, потоа има и погрешна дијагноза и понатамошен погрешен третман на пациентот. Така. Да. Некогаш се зема крв од прстот. Но особено кај дечињата се случува да не потече доволно крв, па да се масира прстето, да се притиска и слично. Ќе даде ли тоа некакви нарушувања во вредностите на параметрите? Да. Ние сепак сугерираме да се зема крв, венска крв. Како најточно може да се одредат параметрите во венска крв, со тоа што од венската крв се земаат течни делови од крвта, серум или плазма, во зависност од тоа што треба да одредиме. Најчесто серум користиме. Капиларна крв се зема за ацидобазен статус, знаете, се зема од ушната ресичка и кај дечињата, да, се со цел да не се малтретираат, бидејќи самото притискање представува травма и децата повеќе се плашат од притисокот и целиот ангажман на персоналот околу нив, отколку самото буцкање кое што е неколку секунди. Меѓутоа, сугерираме да се зема крв од вена, иако пациенти кои што мора често да контролираат, например диабетичарите кои што треба да контролираат гликемијата и во домашни услови, тие земаат капиларна крв, да, секако. Сега ќе проговориме за крвната слика, што најчесто се прави. Еве што крвната слика ни покажува. Има една мала печатна грешка на телопат. Се надевам дека гледачите ќе ја занемарат. Значи, што можеме да видиме на крвната слика? Тоа се број на леукоцити, број на еритроцити, број на тромбоцити, концентрација на хемоглобин, хематокрит и потоа има доктор едни скратеници кои што се наведени долу, кои што навистина не знаеме што значат, но ќе започнеме со бројот на леукоцити, white blood cells, WBC, многу често така е наведено, само скратеницата е наведена. Да, вака. Крвната слика покажува, да кажавте и вие, јас како професор, една корекција, да дадам, кога говориме за крвна слика, ние говориме за комплетна крвна слика или complete blood count, бидејќи тука се наведени кратинките од англиската терминологија. И уште едно укажување во оваа прилика ќе искористам. Крвна слика се мисли на хемограм, токму на овие параметри кои што се посочени тука. Доаѓаат многу пациенти, за жал и помлади колеги, ќе побараат крвна слика мислејќи на севкупниот биохемиски статус и други анализи кои што може да се изработат. Кога говориме за крвна слика, токму мислиме на овие вредности. Денес има современи биохемиски анализатори, хематолошки анализатори, каде што се работи така наречена 5-диференцијална крвна слика. Не гледаме само вкупен број на леукоцити, кратинката од white blood cells или бели крвни клетки, потоа имаме red blood cells, односно број на еритроцити и крвни плочки, односно тромбоцити или платилаци. Имаме во комплетната крвна слика, имаме концентрација на хемоглобин, како што е посочено тука, и хематокритони, односот на еритроцити и течниот дел од крвта, но и овие параметри, кои што ни се и такако важни во проценка на анемијата. Ако се сомневаме дека некој пациент има анемија, се одредува среден корпускуларен волумен на еритроцитите. Ова се параметри кои што одговараат, односно се поврзани со елементите на црвената крвна лоза, концентрација на хемоглобин, средна концентрација корпускуларна на хемоглобин и ширина на еритроцити, односно големината на клетките, бидејќи ние имаме различни типови на анемија, каде што самата големина на клетките може да укаже покрај клиничката слика што има пациентот дека се работи за некое отстапување. Кај диференцијалната, така наречена 5-диференцијална крвна слика, покрај овие параметри имаме и параметри од белата крвна лоза, каде што од леукоцитите, од белите крвни клетки, каде што гледаме број на неутрофили. Да, тоа се гранулоцити, различно се бојат и поделени се на базофили, на еозинофили, потоа имаме моноцити, имаме лимфоцити, така што добиваме навистина голема информација само од една, би рекла, анализа, бидејќи со едно буцкање венска крв, кога ќе се имаме, се гледаат овие параметри и тука може да добиеме веќе представа и насока
во која насока да размислува докторот, бидејќи лабораторијата е дијагностичка постапка каде што им помага на колегите понатаму во дијагностицирање, земајќи добра анамнеза, тоа е основно нешто кое што го знаат и студентите, дека добра анамнеза не е половина дијагноза. Па потоа дијагностичките процедури и на крај се дава одредена терапија доколку има потреба и повторно со лабораторијата се прати пациентот дали има ефект од терапијата или дали треба нешто да се смени. Тука би го споминал и железото, иако не, бидејќи за анемија, например, кога говориме, многу пациентите, бидејќи знаат самостојно да протолкуваат крвната слика, кога говорам за хемограмот. Ќе забележат дека хемоглобинот им е намален и веднаш сметаат дека се анемични. Да, меѓутоа, но дали хемоглобинот засебно може да се анализира? Неговата вредност. Самиот хемоглобин веќе може да ни даде насоки, како што и вкупниот број на еритроцити, но никогаш има едно правило во лабораториската медицина, врз основа на еден лабораториски резултат не се поставува дијагноза. Никогаш има потреба и да се повторат некои анализи и потоа да се постави вистинската дијагноза, бидејќи пациентите доаѓаат со работна дијагноза и врз основа на сите исследувања се поставува дефинитивната дијагноза. И веќе споменавте, обично го прават анализа за серумско железо. Да. Има ли потреба да ја прават на своја рака таа анализа? Да, јас сум се извинувам на гледачите, прилично ми е топломена. Да, ни една анализа не треба да ја прават пациентите на своја рака. Секогаш треба да има упат од соодветен доктор специјалист или од специјалистите по семејна медицина, тоа се матичните доктори. Конкретно за железото ме прашавте. Железото е многу интересен параметар, меѓутоа е неблагодарен за проценка на анемија. Зошто? Ќе објаснам, ќе ми дозволите малку повеќе. Железото е составен елемент на хемоглобинот. Хемоглобинот се наоѓа во еритроцитите и тој е клучен и неопходен за транспорт на кислород, односно гасовите, довод на кислород, нели, до сите клетки, буквално ќе се изразам во сите ткива и одведување на јаглеродниот диоксид. Во хемоглобинот имаме два дела, хем во кој што се наоѓа железото и протеински дел, тоа е глобинот. Меѓутоа, концентрацијата на железо во плазмата е само 0,1% од вкупната концентрација на железо во крвта. Така што ниски вредности на железо не значи дека во организмот нема резерви на железо. Затоа што имаме хемоглобин, ние имаме, затоа го дадов овој вовод, имаме протеини кои што имаат хем и протеини кои што немаат хем, меѓутоа имаме резерви кои што се наоѓаат во слезината, во црниот дроб, во кускената срцевина и од овие резерви во зависност од тоа што му е потребно на организмот, ќе се исцрпат резервите на железо, односно има еден протеин кој што го пренесува железото, тоа е трансферин во циркулацијата, меѓутоа депоата имаме феритин во ткивата, посебно во ентероцитите, во цревата, и се распределува понатаму таму каде што има потреба. Така што концентрацијата на железо во плазма, тоа што многу од пациентите се јавуваат да ме консултираат ниско е железото, не значи ништо, доколку не се одредат и други параметри, како што кажав, трансферин, па имаме фракции на трансферинот, заситен трансферин, незаситен трансферин, и затоа треба една комплетна крвна слика со сите овие параметри кои што се посочени да се постави дијагнозата на анемија, не само врз основа на железото. Така врз основа на железото, не еден параметар. Да, посебно што концентрацијата на железо варира во текот на денот и до 80%, во најнова литература дури и 100% ќе видите. Кај еден пациент може да имаме во утринските часови една вредност на железо, а во попладневните и вечерните друга концентрација. Кој дел од денот се советува да се испита железото? Наутро, како што кажав, по 10 до 12 часовно невнесување на храна. Да не биде гладување. Да, гладување, да. Сега, професор, има референтни вредности кои што се наведени на крвната слика, кои што се разликуваат за мажи и за жени. Да. Зошто е тоа така? Да, има потреба. Тоа ни е првата лекција за студентите на биохимија, кога ќе дојдат на вежби. Референтните вредности се разликуваат, бидејќи постојат физиолошки разлики
помеѓу машкиот и женскиот пол, но ќе посочам и помеѓу детската популација и возрастната популација. Ние никогаш не споредуваме вредности на деца и тоа ќе го потенцирам, децата не се возрастни во мало. Децата се посебна категорија кои што имаат свој специфики во однос на клиниката и во однос на лабораториските параметри. Зошто некои параметри се разликуваат помеѓу машкиот и женскиот пол, токму од овие посочените, вкупниот број на еритроцити, хемоглобин и железото, бидејќи кај жените постојат месечни крварења, со менструацијата жените губат 30 до 40 мл крв, тоа би било некаде од прилика 30 мг железо, што секако ќе влие на референтните вредности помеѓу двата пола. Потоа имаме многу параметри, имаме параметри од, сега се обидувам на брзина, од деградационите продукти, креатинин и уратната киселина, затоа што креатининот е зависен од мускулната маса. Кај мажите имаме, за среќа, имаат поголема мускулна маса, односно повеќе протеини, а ние жените имаме физиолошки повеќе масно ткива. И креатинот има една реакција, се претвара во креатинин и ние го одредуваме креатининот. Многу ретко се одредува креатин или неговата фосфорилирана форма креатин фосфат, кој што извор на енергија во организмот, туку одредуваме креатинин и токму поради овие разлики во мускулната маса има разлики во референтните вредности. Имаме вредности, референтните се разликуваат, како што кажа, во однос на пол, во однос на возраст, расата, исто така влие и секогаш треба да се земе во предвид нормални хормони. Има разлика меѓу машки и женски полови хормони, нормално не може да споредуваме тоа што важи за женска популација да биде кај машка популација. Се разликуваат ли референтните вредности што се наведени на извештајот помеѓу лабораториите? Не би требало и тоа е улогата на сите специјалисти по медицинска биохимија и на соодветното здружение. Кај нас има здружение, тоа е Здружение за медицинска биохимија и лабораториска медицина, кој е што дел на Интернационалната федерација по клиничка химија, Европската и Балканската федерација по клиничка химија и ние добиваме насоки во однос на хармонизација на методи кои што се користат и референтни вредности. Треба да се унифицираат, зашто нели пациентите знаете прават споредба на броевите. Така. Меѓутоа, а не ги гледат референтните вредности. Не ги гледат референтните вредности, но уште еден акцент кога ќе издадеме резултат, односно кога ќе го добиеме резултатот од биохемискиот анализатор, тој самиот за себе е бројка. Се додека не го валидира лице кое што има соодветна едукација, а тоа се специјалистите по медицинска биохимија, во нашата држава може да специјализираат доктори по медицина и фармацевти, кои што имаат едукација и специјализација завршуваат, од кога ќе го валидираат резултатот, тоа се вика медицинска валидација, тогаш тие бројки стануваат лабораториски резултат. Голем дел од населението мислат дека е доволно да се стави крвта во апаратот да ја изработи анализата и да се издаде резултат и врз основа на стрелките, нели стрелка повисока или пониска, да се даде соодветно мислење. Не е така. Не е така, бидејќи ние секогаш ги корелираме и со останатите параметри. Тука, како што споменав, никогаш нема да го погледнеме само железото, без да ги погледнеме параметрите од комплетната крвна слика. Ке потенцирам, и тоа неколку пати во моите настапи сум го кажала, пациентите сами да не ги толкуваат резултатите. Има персонал во лабораториите, кој што е задолжен за аналитичка валидација, не се само доктори, ние имаме колеги инженери по лабораториска медицина, потоа колеги кои што завршуваат на природно-математички факултет, меѓутоа немаат медицинска едукација и тие се задолжени за аналитички оддел. За медицинската валидација сепак ќе замолам да остават на колегите специјалисти по медицинска биохимија. Веќе кога споменавте дека не е така лесно да се толкуваат резултатите, понекогаш вредноста на железото, односно на хемоглобинот, знае да биде покачена. И многу ги смета дека тоа е добро, бидејќи на таков начин крвта има појака. Не
не е така. Затоа постојат референтни вредности. Референтна вредност е всушност од до. Да, референтни Што е нормално? вредности. Од една вредност до друга. Тоа се, ние не велиме нормални, туку референтни вредности. Тие се прават на одредена популација, се зема голем број, па се пресметува. Има параметри сега, да не ги оптеритувам гледачите, тоа се непотребни податоци. И овие референтни вредности нас не кажуваат дека одреден резултат треба кај здраво лице да се движи во тие вредности. Може да имаме отстапување во насока да бидат пониски или повисоки, но секогаш повисокото не е подобро. Тоа треба да знаат сите пациенти и колегите. И не значи, има низа хематолошки болести, лица кои што имаат проблеми со кардиоваскуларниот систем, има голема палета болести каде што не имаме високи вредности на хемоглобин и крвта кога ќе ја видиме во лабораторија има дури промената боја. И тоа не е подобро, не значи дека е подобра нивната состојба. Или знаете, ние имаме колеги кои што нели практикуваат планинарење и секако тука ќе имаме промена во вредностите на хемоглобин, вкупен број на еритроцити, меѓутоа знаеме со што се бава, така што мора да се земе, затоа реков и добра анамнеза за да знаеме во која насока да ги разгледуваме резултатите. Дали бремените жени ќе имаат поинакви вредности на овие параметри? Во споредба со оние кои што не се трудни? Бремените жени се посебна категорија и секогаш ги издвојуваме при анализа на резултатите, дури никогаш и советуваме некои параметри да не се испитуваат кај бремените жени. Веќе лезото, например, бидејќи мајката треба да ги задоволи собствените потреби, меѓутоа и потребите на плодот кој што го носи, и со изменувањето на месеците потребите ќе бидат различни. Постои разлика и затоа никогаш се сугерира да се зголеми суплементацијата, ако не може со исхрана да се регулираат некои од овие параметри, тогаш се даваат суплементи. Имаме промена, например, кај железото, како што споменав, нели голем дел од трудниците имаат и анемија, знаете, и тука треба да се направи корекција, но не на своја рака, туку по совет на матичен гинеколог или матичниот доктор. Знаеме дека кај децата, покрај комплетната крвна слика, докторите бараат да се утврди и висината на параметрот CRP. Зошто е тој толку важен? CRP, кратинката е C-реактивен протеин. Тој не е важен затоа што порано се сметаше дека е дистинкција помеѓу вирусна и бактериска инфекција. Меѓутоа, не е само параметар кој што ни ја дава оваа дистинкција. Ние не мора да одредиме CRP. CRP е малку по-специфична анализа и веќе одредиме вкупен број на леукоцити, ќе ја видиме диференцијалната крвна слика, каков е односот на гранулоцитите, однос на лимфоцитите, и може и од тој параметар со клиниката да заклучиме. Или анамнеза, ако се зема, ако имаме вирусна инфекција. Иако посебно со ковидот, нешто што беше установено и знаевме во медицината, доби друго толкување, бидејќи ние кај вирусните инфекции имаме повисока, имаше... Немавте до тогаш покачено CRP, сега беше... Не само тоа, туку и бројот на лимфоците. Ние генерално сите знаат бројот на лимфоците дека е покачен кај лица кои што имаат вирусна инфекција, не беше така кај ковидот. Така што не е едноставно толкувањето, а CRP се зема како се уште го толкува како еден параметар кој што ни дава дистинкција меѓу вирусна и бактериска, меѓутоа CRP знае да биде покачано и кај многу други состојби, и тоа е неспецифичен параметар. Затоа неспецифичен не се однесува точно кај една одредена состојба дека ќе биде ексклузивно зголемен овој параметар. Не има многу состојби сега треба да речеме, дали при пушење и при интензивна физичка активност може да се покачи? Нема да биде покачен, не, тоа е инфламаторен маркер. Кај пушачите има промени, на многу параметри и советот е доколку пушат да го намалат бројот на цигари, ако не можат да се откажат од цигарите, најдобро би било да не пушат, бидејќи пушењето е ризик фактор број 1. Сега се искачува на скалата како еден од најголемите ризик фактори за многу болести. Меѓутоа, тоа е една друга состојба, болесна зависност, и треба друг третман, не е едноставно да се каже, не е едноставно само откажете се, така? Не е едноставно, не.
А возраста ќе влијае на вредноста на ЦРП-то? До нека да, доколку има некоја состојба, например, по старите лица знаете дека имаат ревматски заболувања и тука гледаме дека има зголемени вредности на ЦРП. Да, затоа треба да се земе, Професор, ќе холестеролот доколку е покачен, ќе биде покачено и ЦРП-то? Има друг еден, исто ЦРП се нарекува, меѓутоа со друга метода се одредува, тој е така наречен високосензитивен ЦРП, малку е поспецифична методата, посензитивна е. Холестеролот и липидниот статус се параметри кои што предизвикуваат најмногу интерес. Се уште холестеролот, липидите се ризик фактор за кардиоваскуларни болести. Ние живееме во едно многу динамично време, каде што има нездрав начин на исхрана, седачки стил на живот и се тоа доведува до хиперхолестеролемија, односно дислипидемија. Дислипидемија значи нарушување на параметрите од липидниот статус, не е само холестеролот, тука се триацилглицеролите и оние параметри кои што не се одредуваат со рутинска анализа, тоа е добриот и лошиот холестерол, односно HDL, што е кратенка од холестерол со висока густина од англиски, high density lipoprotein, или HDL, или добриот холестерол, или лошиот холестерол, LDL, или low density lipoprotein, или липопротеини со мала густина. Липопротеините имаат 4 класи липопротеини се и тие имаат специфична градба и имаат густина токму поради од составните елементи кои што ги имаат и некои од нив им даваат поголема густина, некои помала. Но зошто добар и зошто лош холестерол, тоа е нешто што ги интересира. Добриот холестерол или HDL, тој има единствен од сите липопротеини капацитет на себе да го врзе холестеролот од крвните садови или од периферните органи, ние велиме, низ циркулацијата да го донесе до црниот дроб. И во црниот дроб холестеролот се разградува понатаму, бидејќи влегува во состав на така наречени липопротеини. Тоа се сложени липиди кои што имаат и липидна, односно масна компонента и протеинска компонента. И во црниот дроб се раздвојуваат со ензимско дејство липидната од протеинската компонента, се ослободува холестеролот и црниот дроб не е единствено место во организмот каде што се врши ова разградување, на кој начин со негова претворба во жолчни киселини. И затоа е добар бидејќи може да го акцептира, односно да го прифати високот холестерол и да го донесе до црниот дроб, каде што ќе се метаболира понатаму. А лошиот има една фракција, тоа е така наречен истерифициран холестерол, односно содржи во себе оваа липопротеинска фракција, и тоа е фракција која што се таложи на крвните садови и што го прави атеросклероза. Атеросклерозата е долгогодишен процес. Во литературата опишани се дечиња дури на 1 годишна возраст каде што е почната атеросклерозата и таа доколку не се сменат факторите на ризик, хигиено-диететскиот режим, животниот стил, исхраната, физичка активност, и ако на овој начин не се постигне регулирање, тогаш треба да се даде соодветна терапија, може да доведе до зголемување на тие атеросклеротични плаки и понатаму никаков кардиоваскуларен инцидент или инфаркт, мозочен удар или инфаркт. Меѓутоа и периферната циркулација тука зафатена. Уште едно прашање за холестеролот. Пред да се испита липидниот статус, колку време треба да се гладува? Дали сега тука има некакви други препораки? Уште стојат препораките дека треба да се одредува посебно за триацилглицеролите кога говориме, бидејќи тие влегуваат во липиден статус, 10 до 12 часа за холестеролот, гладувањето и не е толку важно, но има еден друг параметар што кај нас не се работи, а многу едноставно може да се одреди, тоа е така наречен non-HDL. Сите останати фракции, освен HDL, добриот холестерол, сите спаѓаат во така наречени non-HDL фракции, односно оние кои што се поврзани со кардиоваскуларен ризик. И многу лесно може да се одреди кога ќе се одреди вкупната концентрација на холестерол минус сите останати фракции и ја добиваме минус HDL се извинувам, ја добиваме таа non-HDL фракција која што ги опфаќа сите други. Така што за
тоа да се одреди, пациентот не мора да биде гладен. Јас не знам зошто не го работат во лабораториите, бидејќи сите лаборатории може да одредат холестерол, може да одредат ХДЛ и да ги добијат останатите фракции. Има, знаете како, медицината и лабораториската медицина секоја година има новитети и целта е да се поедностави лабораториското изведување на тестовите, а пред се и како да се подготват пациентите, бидејќи најголемите грешки се случуваат во преданалитичката фаза, тоа значи подготовка на пациент, транспорт на крв, се до моментот додека крвта ни се стави во биохемискиот анализатор, каде што се одредуваат параметрите. Проблем ли е ако крвта долго време стои? Да, секако да. Колку време по земањето на крвта е најдобро да се направат анализите за резултатите да бидат веродостојни и точни? Зависи за која анализа. Ние имаме критични вредности, односно параметри со критични вредности. Например, пациент ако треба да видим има клиничка слика на хипогликемија. Ние не може десетина часа да чекаме да издадеме резултат, мора одма да действуваме. Или, например, калиум кога се работи. Меѓутоа, за другите анализи има едно правило дека во рок од 2 часа треба да се издаде резултат. Меѓутоа, имаме така наречените стат анализи кои што одма треба да се издадат. Меѓутоа, не треба да се чека подолго и тоа е така наречено turnaround time, време кога ќе влезе крвта во лабораторијата до издавање на резултатот. Професорке, а што е тоа седиментација и зошто е таа важна? Седиментацијата исто така ни еден специфичен маркер и ни укажува на инфламаторни состојби, односно дистинкција може да направиме, меѓутоа но не е поврзана само со вирусна или со бактериска инфекција. Може да имаме и други промени системски кои што може да укажат на тоа. Ние сега порано постоја едни сталаци на кои што се ставаше крвта и гледаме столбот за колку време имаме таложење, би рекла да, наедноставно. Меѓутоа сега на автоматизираните хематолошки бројачи може и седиментација да се одреди. И важно е, меѓутоа не е само седиментацијата. CRP вкупен број на леукоцити се тие кои што ќе ни помогнат многу. Ајде да проговориме и за еден тренд што е актуелен изминатиот период, а тоа е утврдување на витамин D во крвта. Дали сите ние имаме потреба да направиме анализа, да видиме колкави вредности имаме на витаминот D пред да земеме терапија? Ако има потреба за терапија, треба да се направи лабораториско одредување на витамин D, но нема ниедна препорака од било кое истражение кое што вели дека треба да се прави скрининг на општата популација. Заради суплементација? Да, нема потреба да се суплементира нешто кога имаме недостиг од нешто. Така, меѓутоа да се прави секој на своја рака да прави за да провери колкава е концентрацијата на витамин D, апсолутно нема потреба. Има ризични групи, има одредени патолошки состојби каде што има индикација да се одреди витамин D, за да се види дали треба да се даде соодветна суплементација. Витаминот D е многу добина значење посебно во периодот на ковид пандемијата, бидејќи имаше различни укажувања, ние различни дека директно влијае на имунитетот. Да, на имунитетот, поврзан со имунитетот, дека кај лица кои што имаат хиповитаминоза, многу ниски вредности, дека ризикот од летален исход е поголем и така натаму. Во 2009 околу 2000 трудови имаше, веќе за 12 години 6000 трудови беа објавени за витамин D и неговото значење, меѓутоа ние имаме национални препораки, веќе искористам оваа прилика, пред неколку недели беше промовиран водич насоки за препознавање, превенција и третман на одредени состојби, доколку треба да се регулира концентрацијата на витамин D, но прво мора да се одреди, но не зборувам кај општата популација, доколку некој не припаѓа во ризична група, нема зошто да одредува витамин D. И секоја гранка, бидејќи во овој водич и насоки што ги дадоа, беа вклучени повеќе специјалистички здруженија, сите дадоа своји препораки во зависност од одредена патологија која што обработуваат. Не се унифицирани препораките за секоја состојба колкава доза на витамин D треба да се земе. Има потребе, но секогаш тргнуваме од базалната концентрација, односно од основната концентрација, кога прв пат е одредена концентрацијата на витамин D.
и се проверува во рок од 8 до 10 недели, не за еден месец, дури некои препораки велат дека по 3 месеци треба да се одреди концентрацијата на витамин D. Има одредени патологии, пациенти кои што имаат одредени гастроинтестинални заболувања, секако ревматолошки заболувања, пациенти кои што имаат диабет, понатаму автоимуни, невролошки, психијатриски заболувања, има индикација, но по одредување на првичната концентрација на витамин D. А зошто не треба на своја рака? Затоа што витаминот D спаѓа во групата на липосолубилни витамини. Растворливи во масти. Растворливи во масти, да, и тие се депонираат во нашиот организам. За разлика од хидросолубилните витамини, како што се витамините од Б групата, витаминот С, тие се елиминираат преку урината. А освен B12, тој се депонира во организмот, иако спаѓа во групата на витамини. А витаминот А, Д, Е и К, тоа се витамини липосолубилни, како што кажав, и тие се депонираат. И некритичко земање на суплементи во многу високи концентрации може само да направи полош ефект, отколку да имаме подобрување. Како што споменав, не значи повисока вредност секогаш и подобро нешто. Ке направам една споредба, ако земете гуми да пумпате, например на возилото, тие треба да бидат, нели, притисокот во гумите изедначен. Значи, ако е повисок во едното тркало, дека колата подобро, возилото подобро, автомобилот подобро ќе вози. Напротив, може да направиме поголема штета. Така и тука. Повеќе не значи и подобро. А професорке, кои се референтните вредности, односно граничните вредности на витаминот D се многу широки, она од до. Да. Па која е оптималната вредност? Тоа е дилемата и на многу луѓе. Оние кои што прават испитувања, еве некош на своја рака, ќе забележат дека вредностите им се на долната граница. Има ли некои препораки што е оптимално? Токму и беше направено во национален водич, односно препораки. Јас сум дел од тимот. Има, како што кажав, многу здруженија, 21 автори беа вклучени во пишувањето на овие препораки. И ние дебатиравме, имаше една стручна дискусија година дена околу тоа да се договориме кои препораки ќе бидат издадени. Има разлики, консултирајќи литературата, разлики во вредностите кои што ги даваат европските здруженија во однос на насоките кои што ги даваат, например, здруженијата во Соединетите Американски држави или земјите од во Источна Азија, например, каде што, нели, и сончевите денови се поразлични, изложеноста на сонце, или од скандинавските земи. Но да не ја ширам приказната, многу има разлики и во овие глобални препораки. Сепак една унифицирана препорака е дека треба да се движи од минимум, долната граница да биде 30 нанограми на милилитар. Меѓутоа, тоа беше задачата на нашето здружение. Ние дадовме совет да се претворат во друга мерна единица, бидејќи има зошто, тоа се однесува на составот на витаминот кој што се одредува, односно структурата на витамините. Меѓутоа, генерално сега стои ставот дека треба да биде од 30 до 100 нанограми на милилитар, нови вредности се наномоли на литар за Европа. Меѓутоа, пациентите кога ќе одредуваат во Европа уште стојат и 20. Најниската вредност да биде 20, со тоа треба да се постигне таа вредност како оптимална, во нереферентен опсек да биде и доколку тогаш имаме отстапувања, тогаш да се даде суплементација. Значи се уште постои или 20 или 30 нанограми на милилитар, како што кажав. Професорке, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма Амбуланта. Остана уште низа работи кои што би било добро да бидат појаснети. Се надевам дека ќе прифатите и нашата следна покана за ваше гостување. Благодарам на поканата во секое време. Почитувани, тука заокружуваме денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.